Благодарам, председателе. Сосема кратко да го изразим и ставот на нашата претеничка група. Апсолутно ќе го поддржиме носењето на овој закон, како што изразивме и за време на комисијата која се одржа помеѓу овие две читања на пленарната седница. Воглавном ова е една мала интервенција во едно море на проблематични околности во здравствениот систем, особено во јавното здравство кое е целосно девалвирано, и тоа конкретно за време на политичката трансформација во изминатите години. Тоа значи дека ние еднаш сме имале функционално здравство и низ низа погрешни чекори го имаме донесено до ова дередже, и конечно кога ќе влеземе во една фаза на потполна рехабилитација на здравствениот систем, тоа и неизбежно ќе дојде во колизија со приватниот интерес во здравството. И всушност централната обврска на политиката, мислам, една од централните обврски на политиката и на државата како апарат е да обезбеди квалитетен здравствен систем, дури би рекол и бесплатен здравствен систем, но тоа ќе го дебатираме понатаму, затоа што кревкоста и слабоста на луѓето не смеат да бидат повик и мотив за профит. Човековиот род се карактеризира по соработка во окрепнувањето на своите членови на заедницата уште од праисторијата, така да мислам дека нашиот фокус треба навистина да биде здравството и вистинските реформи на здравството, особено ако видиме дека и постои еден неверојатен излив на медицинскиот кадар во Република Македонија. И за крај, како последен коментар, сакаме да потенцираме дека не смеат ни подразно да постојат дебати кои ќе даваат етнички предзнак или етнички контекст на здравството, и тие структури тоа што го прават всушност нема друго што да понудат и само е за одбрана на статус квото кое досега од кое досега имале привилегии и предности само малкумина. Затоа повторно ќе кажеме, мнозинството има нашата поддршка за овој закон и за сите закони понатаму кои ќе интервенираат во подобрувањето на здравствениот систем, кој во овој момент не е на оптимално ниво за нашите граѓани. Ви благодарам многу.